Време е за вестите. Убиство и самоубиство во Кочани. 47 годишен скопјанец си ја застрелал својата 24 годишна пријателка од Пробиштип, која живеела под кирија во Кочани. Неофицијално неверство е причината за трагедијата. Полицијата на терен ги утврдува причините. Двајца мртви. Ова е епилогот од љубовната драма која вчера околу 19 часот се одвивала во куќа на улицата Александар Македонски број 5 во Кочани. 42 годишен скопјанец ја застрелал својата 24 годишна пријателка, а потоа се самоубил. Според неофицијални информации, двајцата претходно биле во љубовна врска, а расправијата која резултирала со смрт настанала поради изневера. Девојката во куќата живеела како подстанарка. Мртвите тела во лежечка положба со прострелни рани во главата ги пронашол нејзиниот цимер. Од полицијата информираат дека при увидот на лицеместо се пронајдени 2 безживотни тела со траги од крв и прострелни рани во главата. До телото се пронајдени 4 чаури и автоматска пушка, за која се претпоставува дека е извршено убиството и самоубиството. Телата се дадени на обдукција, а со понатамошната истрага треба да се утврдат причините за немилиот настан. Во Виница се помалку свадби и крштевки. Статистички гледано, во првите 7 месеци оваа година е намален бројот на склучени бракови за 50%. Статистички Виница има најмал процент на невработеност 2016 и првата половина на 2017 година, барем во последните 10 години. Но статистиката алармира и потврдува и најмал процент на венчавки и крштевки во последната деценија. Се поголема загриженост кај свештените лица за рапидно намалување на свадбите летово за првите 7 месеци само во Виница, во храмот Свети Архангел Михаил. За повеќе од 50% е намален бројот на црковни бракови, лани биле 27, сега се само 12 венчавки. Оптимизам дава бројката од најавените свадби, кои се закажени пред стартот на богородичните пости, почнувајќи од 1 до 13 август, од понеделник до недела се најавени 13 свадби, што е минимум за трите најголеми угостителски капацитети во Виница, кои најмногу го чувствуваат лошиот фидбек. Помалку венчавки, нешто повеќе крштевки, заклучно со јули се крстени 45 дечиња, од кои 8 се родени во странство, а тука крстени истиот период лани биле крстени 54. 11 повеќе или цела година вкупно 109 крштевки во храмот во Виница. Гледано наназад, во 2015 година цела година биле крстени 145 деца, а вкупно 62 свадби. Инаку во 2017 година во храмот биле поднесени само 2 молби за црковен развод. Податоците за умирачките во градот укажуваат и за зголемување на бројот на погреби. Само до јули на градските гробишта во Виница има 59 погреби, лани цела година биле 93, а полани 88. Стручен тим археолози и уште 100 лица интензивно работат на археолошкиот локалитет Врчва во рудното наоѓалиште Боровдол во општина Кочани. На овој локалитет, за кој се претпоставува дека се наоѓала и најстарата рударска населба во Источна Македонија, се пронајдени експонати и монети од 2 до 6 век пред нашата ера. На местото каде што рудникот Бучим треба да започне со експлоатација на бакарна руда, штипските археолози ја открија најстарата рударска населба во Источна Македонија. Станува збор за археолошкиот локалитет Врчва во рудното наоѓалиште Боровдол, кој се наоѓа во близина на родовишкото село Дамјан. Пронајдените експонати укажуваат дека станува збор за доцно античка населба. Имаме наоди кои што се од 6 и 5 век пред нашата ера, што укажуваат на пајанско-македонската бронза, каде што ни укажува дека овој локалитет имал голем континуитет, бидејќи ова е рударска населба, така да имаме една добра потврда каде што ни укажува дека рударството било развиено, значи многу порано. Новој локалитет интензивно се работи не пол месец.
До сега се пронајдени 15 на римски монети кои потекнуваат од 2 до 6 век, како и други артефакти кои укажуваат за континуирано живење на овие простори. Тоа се најстарите наоди кои што досега ги утврдивме, значи тоа е новотивно садче и фибула од пајанско-македонската бронза и исто така имаме монети од 2 и 3 век, Фаустина, потоа монетите од 5 и 6 век. Археолошките ископувања чинат 11,5 милиони денари и целосно се финансирани од рудникот Бучим. Согласно законот, концесионерот пред да започне со експлоатација на бакарна руда треба да овозможи заштитно археолошки истражувања. По целосното истражување, односно кон крајот на октомври, локалитетот повторно ќе биде затрупан. По разгладувањето во текот на оваа недела, УХМР соопшти дека од утре следува период на стабилно сончево и се потопло време, со постепен пораст на дневната температура. Најтопло се очекува да биде кон средината на следната работна седмица, кога дневната температура на воздухот ќе достигне до 40 степени. УВ индексот ќе има многу висока вредност од 9. Со зголемување на температурите во воздухот се зголемува опасноста за појава на шумски пожари. Несовесните граѓани продолжуваат непрописно да го одложуваат отпадот и да создаваат диви депонии. Комуналните инспекциски служби се на терен и потсетуваат дека на лице место за сторителите ќе изрекуваат казни за непочитувањето на законот за јавна чистота. Секаде каде што граѓаните несовесно ги создаваат тие диви депонии, а не се фатини на лице место сторителите, во соработка со јавното комунално претпријатие Сршти, ги пробаме да ги отстраниме и истите да бидат исчистени. Исто така упатуваме апел до граѓаните, да не ствараат диви депонии, да не го фрлаат отпадот на места каде што не е предвидено, односно на самите улици и на тротоарите и во некои долови и ридови, треба да знаат дека отпадот треба да се фрла во контейнерите и во кантите и во другите специјални садови за отпад. Доколку бидат фатени на лице место, следува казна по законот за јавна чистота. Хумани луѓе од бизнис секторот донираат за дечињата со посебни потреби. Штипскиот Црвен крст им овозможи летување во Струга на дечињата од Штипскиот дневен центар. Бизнис заедницата се почесто зема учество во проекти од социјално-хуманитарен карактер, се спроведуваат кампањи и иницијативи за помош на социјално ранливите категории на луѓе, со што ја потврдуваат и својата општествено одговорна страна и грижата за заедницата во повеќе сегменти на општеството. Задоволни сме од соработката со бизнис заедницата, велат од Штипскиот Црвен крст. Соработката со бизнис секторот од нашата општина е на задоволително ниво. Не секој пат се донираат парични средства, исто и ние не бараме секој пат да се донираат парични средства. Помошта на правните субјекти секој пат се состои во продукти, во се оно што е потребно на оние на кои што е наменета таа донација. Инаку од досегашната соработка со бизнис секторот сме задоволни како општинска организација. Виничка фирма донираше средства за дечињата со посебни потреби од Штипскиот дневен центар, преку проектот на Републичкиот Црвен крст. 7 дечиња бесплатно летуваа во Струга. Тој проект е на Црвен крст на Република Македонија, кој што се реализира во соработка со фабриката Мак Прогрес Винчини, каде што истоимената фабрика донира за секоја општина, односно избрани се 7 општини, каде што фабриката донира некаде околу 30.000 денари, а целна група во овој проект се дечињата со посебни потреби, 7 дечиња со посебни потреби, има бесплатно летување во одмаралиштето на Црвен крст на град Скопје. Да се помогне онаму каде треба, со хуманоста се зборува многу, но најмногу се потврдува со дела. Штипскиот Црвен крст продолжува и понатаму со реализација на проекти за помош на семејствата во социјален ризик и активности и помош за социјална интеграција на лицата со посебни потреби. Досегашните примери на соработка меѓу организациите на Црвен крст и компаниите покажуваат дека бизнис заедницата може и има голем удел во реализацијата на проекти за подобрување на социјалната положба на повеќе категории на граѓани.
Во рамки на војната вежба Dragon Guardian 17 што почна вчера во земјава, утре во Штип на градскиот стадион од 18 до 20 часот ќе биде организирана презентација на опремата на Арама и на армијата на САД во Европа. Покрај презентацијата на опремата, граѓаните ќе имаат можност да проследат кратка обука за самоодбрана, а воено ќе биде одржан и натпревар за најмладите. Покрај презентацијата на дела од војните возила и опрема на армијата на САД и на Македонија, граѓаните ќе имаат можност да проследат фитнес сесија, натпревар за најмладите, а воедно ќе биде одржан и пријателски фудбалски натпревар помеѓу екипи на армијата на САД, на Арама и на градот Штип. Во продолжеток на настанот, присутните ќе имаат можност преку директна комуникација со припадниците на Арама и армијата на САД поблиску да се запознаат со опремата и постапките и процедурите кои ги извршуваат припадниците на армиите на САД и на Арама, а на презентацијата од Арама ќе присуствува командантот на вториот механизиран пешадиски баталјон подполковник Горан Петрушевски. Се покануваат граѓаните на Штип да ги проследат активностите на армијата на Република Македонија и на САД за Европа, а почетокот на активноста е во 18 часот со продолжеток на активностите за интеракција со цивилното население во периодот до 20 часот на градскиот стадион. Тоа беше се што ви подготвивме во овие саботни вести на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Имајте убав викенд!